Едногласно, значи сите членови на Државната изборна комисија денеска на јавна седница го усвоија, гласа, го прифатија овој извештај, според кој околу 30.447 од оваа група на така наречени сомнителни гласачи нема да бидат запишани во избирачкиот список. Најпрво членот на IT секторот Атанас Урумов го презентираше извештајот, рече дека била спроведена голема кампања, дека луѓето се интересирале како да се пријават и на бесплатната телефонска линија, околу 2000 повици направиле, им помогнале на граѓаните да го остварат своето право на глас, биле испраќани писма до адресите со кои што ДИК располага за оваа група на така наречени сомнителни гласачи. Потоа се обрати председателот Александар Чичаковски, ги соопшти официјалните бројки. Според него, во рокот од 25 дена се пријавиле вкупно 8.922, од кои пријави биле прифатени 8.901, што значи дека 29 пријави на граѓани биле одбиени по различни основи, например истечена лична карта или пак нецелосна документација, несовпаѓање на документите. Што значи дека овие кои што остануваат 30.447, оваа бројка е добиена и по одземање на околу 20 во меѓувреме починати лица. Ки има можност уште еднаш да се пријави, односно да биде запишан во избирачкиот список за да може да гласа за предвремените парламентарни избори на јавниот увик, кој што доколку се закажат изборите за 11 декември, тогаш тој би бил некаде околу 25 октомври до 10 ноември. За збор се јави Супки Јакупи, рече дека овој период бил неповолен за пријавување со оглед на одморите и со оглед на поплавите кои што го зафатиат Скопскиот регион. 20% само пријавени, за него е мала група на граѓани и рече дека им било ставено под прашање нивното уставно право, па даде предлог на секој избори да бидат повикувани овие граѓани да можат да се пријават, доколку тоа не го сторил сега за предвремените парламентарни избори. Даде и предлог да може оваа веб апликација да се искористи и за време на јавниот увид. 3 или повеќе члена на Државната изборна комисија во рок од 10 дена по истекот на рокот за пријавување можат да побараат дополнителна проверка за кој било од лицата кои се пријавиле, при што можат да побараат лицата да се појават лично или доколку е на привремена работа или престој во странство преку видеоконференциска врска. Граѓаните кои не се пријавија во законскиот рок од 25 дена, а чиј број изнесува 30.467, согласно закон не се запишани во избирачкиот список. Според писмено известување од Управата за водење на матични книги од 22 август 2016 година, 20 лица од вкупно 30.467 кои не поднеле пријава се починати заклучно со 19 август 2016 година. Лицата во вкупен број од 30.447 кои што не се запишани во избирачкиот список ќе имаат дополнителна можност да се пријават до Државната изборна комисија во текот на јавниот увид пред предвремените избори за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија. Со ова Државната изборна комисија мора да направи напори повеќе за да не останеме со овој усвојување на овој извештај и на овие граѓани веќе да немаме обврска, него да ги повикаме секогаш се до одржување на избори за да можат тие да се пријават. Поголеми забелешки од страна на членовите кон овој извештај немаше, тоа се покажа и со едногласното изгласување, прифаќање на извештајот. Да споменам дека за збор се јави и членот Бедрадин Ибраиме и тој кажа дека Државната изборна комисија со ова сега си ја завршила работата, наред се лидерите на 31 август конечно да најдат решение за излез од политичката криза, а според него тоа се изборите кои што според предвидените рокови треба да бидат одржани на 11 декември.